Послание на апостол Павле до евреите, 12 глава. Затоа и ние, имајќи толку многу светоци, да отфрлиме од себе секакво бреме и грев, што лесно се прилепува за нас, и со трпеливост да побрзаме кон престојната борба, имајќи го пред очи зачетникот и довршителот на верата, Исус, кој поради неговата идна радост и претрпе крст, занемирувајќи го срамот и седна од десната страна на престолот Божие. Мислете на оној кој од грешниците претрпе над себе си таква порука, да не ви дотегне и да не станете малодушни. Во борбата против гревот уште не сте се противеле до крв, и сте ја заборавиле утехата која вам, како на синови, ви зборува. Сине мој, не презирај ја казнат од Господ и не биди малодушен кога те казнува, зашто Господ го казнува оној кого што го сака, го кара секој син што го прима. Ако трпите казна, Бог со вас постапува како со синови. Зашто кој е тој син кого таткото не го казнува? Ако пак останете без казна, во која сите станаа соучесници, тогаш сте деца незаконски, а не синови. Ако се плашиме од нашите татковци кога не казнуваат, тогаш колку повеќе треба да му се покориме на Отецот на духовите, па да бидеме живи. Зашто тие не казнуваат за кратко време, како што им се чинело најдобро, а тој за полза, да учествуваме во неговата светост. Секоја казна во почетокот не се покажува дека е за радост, туку за жалост, но потоа на оние што ќе се поучат од неа таа да им принесе мирен род на праведност. Затоа, исправете ги премалените раце и ослабените колена, и со нозете своји направете си прави патеки, да оној што е куцо да не се повреди, туку поскоро да се исцели. Трудете се да имате мир со сите и светост, без која никој нема да го види Господа. Гледајќи да не би некој да се лиши од Божјата благодат, да не би некој горчлив корен што мизникне да направи штета и преку него да се осквернат мнозина. Да не би меѓу вас да има некој блудник или нечестив како Исав, кој за една манџа се откаже од своето право на првородство. Зашто знаете дека тој отпосле, сакајќи да го наследи благословот, беше отфрлен, бидејќи не најде место за покаяние, иако го беше молел дури со солзи. Вие не пристапивте кон планината што може да се опипа и кон разгорениот оган, кон облакот и темнината и луњата, и кон трубниот звук и кон гласот што зборуваше, чии слушачи молеа да не им се зборува веќе, зашто не можеа да го истрпат она што им се заповедаше. И звер, ако се допре до гората, со камења нека биде убиен. И толку страшна беше гледката, што и Мојсија рече, треперам од страв. Но вие пристапивте кон Сион и градот на живиот Бог, небесниот Ерусалим, и кон безбројните ангели на свечениот собор, кон собранието на првородените, кои се запишани на небесата, и кон Бога, судијата на сите, и кон духовите на праведниците, што достигнаа совршенство, и кон Исус, посредникот на новиот завет, и кон крвта за попрскување, која подобро зборува од Авеловата. Гледајте да не го отфрлите оној кој зборува, зашто ако не остана неказнети оние што откажаа да му служат на оној што зборуваше на земјата, а колку повеќе ние, кои го отфрламе оној кој зборува од небесата. Чий глас тогаш ја потресе земјата, а кој сега ветува, зборувајќи. Уште еднаш јас ќе ја потресам не само земјата, туку и небото. Зборовите уште еднаш означуваат дека колебливото ќе се отстрани, да остане само непоколебливото. И така, примајќи го непоколебливото царство, да искаже благодарност со која ќе му служиме на Бога благоугодно со почит и во страв, бидејќи нашиот Бог е оган што изгорува.